Очевидно дека имаме кратка мемория. Забораваме некои работи, кои ще се случи предходната недела, сигурно не паметиме, некои работи ще се случуваат след 2 години. И затоа сме ние тук да подсетим. Ова денеска ще се случува со рекомендите човек, нашето воздржување од гласите за ваква одлука и наравно учение од одлуките кои ще ги донесоме като советници за продажбата на Балските купелисти. Ако се сеќавате, тоа што беше даден договор между правителството и самиот учител, за кој што немаше од ваша страна никакви забележки. Стана нова говорница, зборува до 15-20 минути. Имаше саркастично говорење, смешки, лаучи зборува дубости, за накрая да се спостави дека сетите што сум зборувал било истина. И дека тој договор кој што беше наметнат, беше крайно щетен не само за фудбалскиот клуб, туку и за општина Битол. Тој договор го тргна. И тоа беше прв договор кој што не помина едногласно советот од ваша страна, предложен од страна на Даниски. Бидејќи тој пораз силно го погоди општинскиот менеджмент и таа битка прерасна во битка во оддорите да помагаат, за некој да се покаже кој шеф во градот, да свика вас, мнозинството од вас, советниците, во салата на Белведере, каде што еден ден пред носење на одлука, повторна одлука за продажба на фудбалскиот клуб, вие го дадовте дозвола со вашето присуство, Даниски да го подпише тој договор. Тој договор, затоа што тој договор никој од нас не го биде наредниот. Иако истиот договор, од моја страна, беше побаран на Комисија за спорт, беше побаран на координација, беше побаран од оваа говорница, беше побаран користејќи го закон за пристап до јавни информации до архива. Истиот тој договор ние не го добивме и не го видовме наредните 2 години. Не го знаевте и вие договор. Затоа, внимателно, треба да вникуваме во секаква авантура, која што ни ја предлага, крајно, најде не би требало да користам терминот, корумпираното и криминално општинско раководство, ама нема да ги користам тие термини, ќе користам дека осумничените од општина Битола, кои што се и повторно подписници на ова иницијатива за продажба на ракометниот клуб Пелиста. Бидејќи станува збор не за осумничени, туку за обвинети лица за криминал, кои што тежат повеќе илјадници евра, ние мораме, како совестни граѓани пред се на општина Битола, совестни советници кои што имаат мандат да ги штитат интересите на граѓаните на општина Битола, внимателно да влегуваме и разгледуваме секакви одлуки кои што ги видат излезени од тоа раководство. Затоа е нашата грижа, затоа е нашата внимателност, следната на највисок можен степен во однос на ова авантура која ќе спрема раководството. Тргаме една страна дека нешто вакво се случува само 3 месеци пред локалните избори. Јасно е дека станува збор за популистички чекори кои што или за бизнес лукративни сделки. Затоа ви препорачувам вие да бидете внимателни, да не ги сваќате сериозно намерите од општинското раководство. Но сепак, станува збор за ваша партиска одлука, партиска директива, кој што се покаже до сега дека слепо ги след. Јас мислам дека бе доволно јасен зошто изминатиот период, како искуство имаме работењето и зошто денес ги носиме овие одлуки кои што ги носиме. Не дека сакаме да наштетиме на спортот на општина Битола, ниту на спортските работници, ниту на ракометниот клуб Пелиста, ниту пак на името Пелиста. Напротив, не веруваме во политиката која што рефорсира општинскиот менеджмент предводен од обвинети криминалци за народот. Благодарам.